Еве Ивона, вечерва е дел од оваа хуманитарна забава која што е во организација на Општинската организација на Црвен крст, поточно на клубот на млади. Колку често си присутна на вакви манифестации и како ги прифаќаш истите? Дали можам да кажам дека ми е ова официјално прва хуманитарен настап кој што со задоволство го прифатив. Немав многу слободни датуми, ова е меѓу првите слободни датуми кои што се онака налета случајно и од срце многу ми е драго што сум тука и многу ми е драго што имав слободен датум да на оваков начин се одолжам на сите луѓе кои што ја сакат оваа моја музика која што ја правам, а и секако да направиме едно добро дело за нашата мала Кирјана. Што мислиш, колку има хуманитарни луѓе во Македонија, претесно твоите колеги колку? Има хуманитарни луѓе, само треба правилен пристап. Мене најбитен ми беше пристапот со кој што ми се обрати, мислам дека се вика девојката Ангела, поздрав до неа. Ми пише дека ме гледала у тоа светло, дека почувствувала дека јас сум тоа, дека сакам да помагам. Тоа е најбитното. Мислам дека нема музичар, нема човек кој што се занимава со уметност, кој што не би сакал со својот талент да помогне на некому на овој начин. Парата е само нешто кое што е материјално, што е физичко, а можев за овој настап да добиам пари и да ги потрошам за 24 часа, а ова што ќе го направиме можеби на некого ќе значи живот. Тоа е најбитното тука. Што преферираш? Каква музика преферираш да пееш на вакви настани? Поп-рок со тоа што зависност од самиот настан гледам. Ако има простор за малку поп-фолк што се продава, за жал го нудам, но тоа зависност од чувството. Се водам по чувство. Неколку години беше над Звезда Гранда, 2015-2018 и отпеа песната Бато. Што баш таа песна? Таа песна беше песна која што мајка ми ја подари. Уште кога беа моите почетоци, ме советуваше слушаја, можеби оваа песна е таа која што може да ти помогне ни целиот овој процес да осознаеш што е правилна музика и морам да кажам дека музичкиот правец кој што го водаме благодарение на мајка ми, затоа што таа ми ја покажа Калиопи, Маџа Клиевска, Јелена Томашевиќ и Марија Шерифов. Може да слушаме дел од Бато. Еве во живот сега. Само рефренот. Знаете колку време немам пеено и колку ми се меша музикава. Може само краток дел. Важи затоа што многу се меша. Заклуче врата и сједи кај си ту. Не иди ноќас јер нисам баш при сну. Мало е места, али пак остани. Вјеруј ми, роđени. Се меша, комплицирано е у музичкава глава, така да ова е максимум што можам да го дадам. Ќе те вратам малку наназад, односно 2021. Кога беше твојата операција, настан кој што предизвика голема бура во јавност, во медиумите, во пишаните медиуми, телевизиите. Како го прифати ти сето тоа и колку време требаше за да се вратиш повторно пак на сцената да запееш? Многу се размислував дали треба да го кажам гласно, но затоа што на социјалните мрежи сум јас и гледам да не го фејкувам, барем она што сакам да го споделам со моите следбеници го споделувам, размислував дали да го споделам и дали да го споделам овој пат и решив да го споделам затоа што не сум од оној тип кој што ќе се појави у јавноста ослабен и ќе кажам ја испив магична вода и ослабев. Да, ја направив операцијата и со гордост кажувам дека тоа е можеби мојата најдобра одлука која што имам направена за моите 26 години. Колку беше тешко да се вратам на сцена, многу беше тешко, затоа што операцијата сама по себе носи недостаток на енергија, посебно првите месеци, а за ваков настап треба енергија и сите вие кои што го гледате овој финален продукт стои онака низа на часови, ментално и физички спремање, така да требаше време, но ова е тоа што со кое што јас сакам да се занимавам целиот мој живот и не е тешко, се што сакаш да го правиш не е тешко. Се што мораш да го правиш е тешко. Има промена, гледам, голема од претходно и сега.
80 килограми, ако нешто значи од килограмите, за мене е најбитно менталното. Ментално сум многу постабилна, ментално сум поцврста и знам што сакам во животот конечно. А тоа е да се занимавам со музика и да предизвикувам емоции кај луѓето. Тоа ми е многу битно, кога ќе видам дека на мојот настан се дојдени тука луѓе кои што сакаат да слушаат музика. Тоа ми е најбитно. Еле, покрај тоа што се занимаваш со музика, студираш на факултетот за нутриционист. Докаде се студиите или заврши веќе? При крај сум, имам уште некои си 6 испита кои што ги одложувам вешто, затоа што ова е тоа со кое што сакам да се занимавам, а нутриционизмот е нешто кое што го запишав за да го целиот пат биде проследен со прашања кои што ја на самата себе ќе си дадам одговор. Нутриционизмот не е нешто со кое што ја ќе се занимавам понатака во мојот живот, тоа е заради сопствена едукација и нешто кое што ете можеби ќе го дадам на моите родители затоа што знаете во какво време живееме. Има и диплома сине и тоа е тоа. Го запишав заради себе, го студирам заради себе, ќе го завршам во оној момент кога ќе сакам. Ова е нешто кое што ми носи финанси, кое што ме издржува, кое што ме држи стабилно на моите нозе. Нутриционизмот е заради мене и го завршам и ќе го дипломирам кога ја сакам и јавноста нема тоа да го дознае, затоа што е заради мене. Ги спомна финансиите, ја спомна музиката. Колку во Македонија може да се опстојува од музика? Може во Македонија да се опстојува со се, само ако го сакаш. Треба само да го сакаш. Може се. Тука е, у нашата глава е се. Добро, да се навратиме на музиката, на тебе, што има ново? Што правиш овој период? Дали ќе веруваш дека дур патувавме Скопје пробистип затоа што се преселив в Скопје, ја добив демо снимката за мојата прва официјална песна која што ќе излезе по операцијата. И верувајте дека е нешто кое што сум ја и еве уште имам вишок на емоции у мене затоа што е прекрасна и затоа што сум јас. После операцијата не сакам да правам ништо друго, а тоа да не е Ивона. Имаме демо снимка која што е работена во Белград. Правам музика во Белград моментално. Немања се вика композиторот на Едита, кој што компонира и ќе имаме за многу брзо време песна. Соработката со Белград ја најави минатата година на една од телевизиите. Тоа беше декември, да, кога ги остваривме првите контакти и ова е доказ дека за да се направи песна не е преку ноќ, не оди вака. Еве за крај, со што би ги поздравила нашите гледачи? Може да видите некој рефренче, некоја песна? Не, нема да ги поздравам со песна, ќе ги поздравам со песна внатре. Би сакала да се заблагодарам што одвоивте време да дојдете тука и би сакала да им кажам дека се во животот зависи од нас и се во нашите глави. Мојата музика е внатре во мене и ја ќе ја пренесам таму, а вие повелете да се дружиме и ако сакате после да се дружиме и да споделиме како сме си поминали. Dali cosa provi